Судот без реакција, за да створи ред во судница, им дозволи на одбраната, поединци, миленици, адвокати да бидат гласни и да се издействува за да се издействува презентирање на доказите на начин на кој што јавноста нема да биде запознаена за непостапувањето на органите кои што биле должни да постапат, со кое нешто би дошло до спречување на трагедијата, но наместо судот да преземе действие и да створи ред во судница, судот укор и непочитување искажа кон наш оштетените, кои што дававме подршка на обвинителката, во насока на нејзиното охрабрување и продолжување по патот за откривање на вистината, за се она што придонело до случување на трагедијата на 16 март 2025 година. Кон кого е потребно да се обратиме за контрола и правилен тек на судењето? Дали во оваа држава постојат надлежни за да не дозволат и овој судски процес да заврши со однапред договорен исход? Позадински влијанија, прикривање на вистината, наместо правда пред законот, дали е потребно да се вклучат странски организации и Страсбург? На последното рочиште, ние родителите почувствувавме длабоко разочарување и страв дека правдата за нашите убиени деца можеби нема да биде задоволена. Му препорачуваме на судот да ја заврши својата работа честно, законски и праведно, затоа што ние веќе немаме сила да поднесуваме нови неправди. Ние сме родители кои го изгубиле највредното што го имале и живееме како живи мртовци. Не дозволувајте да ја изгубиме и последната надеж дека правдата постои. Нашите деца заслужуваат вистина, одговорност и правда, а ние нема да престанеме да се бориме за тоа.